За успех во модниот бизнис пресудно е да се посвети големо внимание на едукацијата, на стручноста, на иновативноста. Упатените велат дека младите, оние кои што се обидуваат да навлезат во модниот бизнис или воопшто во модната индустрија, особено треба да обрнат внимание на учењето и повисоки нивоа на едукација, кои што можат да им помогнат многу повеќе за да напредуваат и да се развиваат во својата кариера понатаму, изразувајќи го модното, потенцијалот, креативноста кој што го имаат. Токму во ова издание на емисијата Профит ги истакнуваме состојбите кои што упатуваат на фактот дека имаме одличен потенцијал кај младите луѓе за развој на модната дејност. Добро упатените во состојбите со модата и бизнисот велат дека македонскиот моден бизнис има перспективи. Ваквата констатација ја аргументираат со фактот дека имаме многу млади надежни луѓе кои се навлезени во модниот свет кои работат посветено. Тоа го потврдува и господинот Изе Цури од Меѓународниот институт за мода во продолжение на емисијата Профит. Господин Цури, кога говориме за модниот бизнис, секако почнува се од она што е основа, ги споменавте моделарството, она кројачкиот занает, оној дел кој што условно кажано повторно се навраќаме кон занетчиството. Како вие гледате на ова поврзаност помеѓу едното и другото? На кое ниво е кај сега занетчиството? Еве, кројачкиот занает е директно зависен со оваа дејност. Знаете што? Ја сум кројач. Мојата информација, јас сум кројач, јас сум учил занат у Скопје, а после сум наставен со тоа што сум учил у Скопје од моите мајстори, кој мајстор Цали и Благој Ангелковски, значи тогаш имаше многу шнајдери. Многу шнајдери, значи се шиеше добри костим, значи со нивното знаење ја можам да кажам дека отварав сите врати. Сите врати ми ги отвара, значи имаше меѓутоа, еве сега, знаете што сега ги нема. Сега ги нема тоа затоа што е апсолутно индустријата отишла многу напред, меѓутим школата не постои. Значи индустријата функционира лон на свој начин. Да, а занатлиите, ја кога сум бил у Скопје пред 45 години, са бајли у 7 сатот, значи идев од Чаер до центар, тамо каде беше мојот мастор, идев пешки и чаршијата у 7 сат беше отворена. Ебе сега не е отворена ни у 10. Значи сосема друг концепт веќе и на живење и на функционирање. Значи фабриката на една колекција да се направи, значи имате дизајнерот, оној кој црта, имате архитектот, моделистот кој реализуе шнитот, имате оној кој шие, то, значи тие тројцата луѓе, значи може да направат, се вклучни. Ама пошто моделистот не постои, овој Шнајдерот умрел. На никој не му дава работа. Ниту пак младите може би сакаат да учат токму тоа. Сега младите. Знаете што, овде ние имаме еден дел каде доаѓаат луѓето да учат да шијат. Треба има многу жени овде кои знаат добро да шијат. Затоа што ти прават уште помера фустани, не знам што, меѓутим она типично кројач за машките одела, нажалост, скоро и не постои. Токму ги споменавте жените, шивачките, кои што тоа има, може да се обучат и да имаат можности за екзистенција. Еве, токму тоа сакав да прашам вие, колку што имам информации, сте вклучени во еден таков проект со кој што директно помагате во изучување на кројачкиот занает на жени кои што понатаму може да се занимаваат. А веќе има тоа, знаете што сега ми се јавуваат тие жени кои биле прошлата година овде и се јавуваат, тие доаѓа овде шијат 10-15 години, се доаѓаат да се перфекционираат, да видат нешто, нови методи, на нов начин, како, и сега многу од нив се јавуваат затоа што ние ќе, што им предаваме на нив, да бидат многу попрецизни и многу побрзи.
Значи, ако вие знаете уште подобро да работите, значи имате една шанса повеќе да дојдат, значи и ми викат дека сега имат многу повише работа. Значи еве повторно учењето, едукацијата колку може да помогне. Апсолутно тоа. Постојат овде жени кои работат дома, кои се трудат, тоа доста интересантно, кои и ја ги терам, мислим, овде децата кои учат да бидат у контакт со нив, затоа што ќе имат потреба од нив. Некој вика, ама не ми соши добро. Не, она со тебе ќе научи и ти со нејзе ќе научиш. Значи, не можат тие креаторите ако немат техничари, ако немат штајндери и шнајдерски. Да, и стручното се добива со пракса, со работа, со вежбање, не може преку ноќ да се дојде до она квалитетно изработување на одредено парче. Не, тој дел, мислам, постои и функционира овде. Тоа жените кои шијат помера. Значи, перспектива постои за кројачкиот занает, а понатаму веќе... Да, али знаете што, тоа треба цел еден програм да се направи тоа. Треба се покаже тоа дека во Македонија постоја таквото луѓе, постоја тоа. Како може да се дигне тоа? Како може да се дигне? Може да се дигне контактите со другите земји, као што ви реков. Јас знам тоа и тоа потврдувам дека не постои бутик у светот кој не тражи нешто подобро. Значи треба да се работи на изнаоѓање на нешто. Не, тоа не може после тие и живеат некака животарат, затоа локални кројачици, мојата мала, сите ме знаат, ама може, чим те знаат тука, може со тоа да се служиме, да ве знаат и подалеку. Господин Цури, гледате ли мода во Македонија, ако вака се движите по улиците, среќавате луѓе кои што велиме убаво изгледаат и може би се модерни според некои локални убедувања, лични и така натаму? Да, видите, овде што да ви кажам, одма ќе кажам за вас. Вие сте апсолутно облечени као најдобрата новинарка во Франција. Значи, денеска имате избор за... Имат жените повише укус овде, затоа се жените облекуваат овде да идат на работа. Пошто не идат многу у театар, у опера или некои други коктели и тоа, а се облекуваат, ја мислам дека се облекуваат доста коректно. Значи се внимава и на тој дел. Ова морам да дополнам за гледачите, ова воопшто не е договорено да коментарите ги искажете стручни, секако јас почитувам стручно, па и за водителката на оваа емисија. Секако ние почитуваме она што е стручност, а ќе направиме корекции во нашиот изглед или можеби во стилот на облекување. Не, овде се апсолутно луѓето се трудат да изгледат која могуćност финансиски имат, и пак се трудат да бидат коректни. Но и чувството дека треба убаво да се изгледа. Знаете што денеска имат контакт, гледат светот. Ја воопшто не гледам никаква разлика. Типик жена Шанел облечена добро ет. Тогаш јас останува да ви се заблагодарам што вака и јавно искажувате стручни ставови, но секако може да се потврди дека еве ова што го зборувате, чувството за како тоа треба да се изгледа во секој на својата работна позиција, соодветно на она што го работи, зборуваме еве во економска емисија и е многу важно за перцепцијата, личниот имидж, за тоа како другите гледаат и во соработката, во се. Тука може би само да се дополнам со оглед на тоа дека сме во економска емисија, можеме ли малку да сугерираме, да помогнеме токму на менаџерите, на бизнисмените, како тие да се облекуваат? Што ќе советувате, господин Цури? Знаете, не ми смет, они се коректно облечени, Малку се и некогаш малку и претерано, се изгледа малку тоа свечено.
Како треба да изгледа еден менаџер на работно место? На работно место да менаџер не треба да се примети дека има многу испеглан костим, него да гледа цела една фигура дека као да носил тој костим секогаш. Значи, тие стават некои костими кои тоа се дешава и во Франција, тамо кои се малку се облекуваат свечено и тоа, не, треба коректно тоа да се. И разликата е тоа, јас сум работел за една политичка партија во Франција, 80-ти години, Митеран рекол на сите тие кои би били предвидени за министри да не идат на телевизија додека не дојат кај мене. Значи еве потврда колку е важно како ќе се изгледа. Да, малку да се пази. Меѓутоа ипак се коректно облечени. Све тие луѓе мислам кои се појавуваат, мислим, на телевизија, на новините и тоа, ипак треба да консултуваат нивниот бербер, нивниот шнајдер, да се консултираат со професионалци за тоа што тоа се посебни професии. Секако. Да. И тоа и јас потенцирав во повеќе наврати секој во својот дел стручно да пристапи, затоа што навистина е многу важно ако зборуваме еве за крајот од аспект на деловниот свет, на менаџерите, каков имидж имаат, каков печаток ќе остават. Некогаш велиме дека и облекувањето во деловната комуникација остава впечаток и има влијание како ќе се одвива таа комуникација понатаму и каков печаток ќе се стекне за оној со кој што деловно комуницирате. Господин Сури, има уште многу да зборуваме за модната индустрија, модната дејност, навистина широка тема. Јас се надевам дека од ова што досега успеавме да понудиме информации, да сугерирате од вашата стручност, од искуството, од праксата, ќе бидеме доволно оптимистички настроени кон сите оние кои што ќе се обидат да навлезат во овој моден свет, да потенцираме и за крајот дека имаме многу млади талентирани луѓе кои што можат да бидат добра основа за развој на една модна дејност и една модна индустрија воопшто. Јас за крајот ќе остава можеби само да им порачате еве една охрабрувачка порака за да можеме да го заокружиме нашиот разговор. Да покушат луѓето да комуницират и да соработат заедно. Не може да се направи, мислам, индустријата да работи на своја глава, затоа што ќе скршат глава. Значи, мора да направат тоа, една екипа мора да имат луѓе кои се креативни, мора да имат луѓе кои се пасионирани за тоа, кои сакат да направат нешто, кои сакат да победат на нешто. И само соработка. Самата соработка. Значи, индустријата треба, значи, младите треба да видат денеска да се трудат, да дојдат во контакт со индустријата. Со индустријата. Не може креатор да успее без индустрија позади. Не може. Еве ова нека биде доволен потик за сите оние кои што се некако свртени кон модниот бизнис и кон модната дејност воопшто, а вашиот институт пред се во понатамошниот период очекуваме да продуцира многу млади кадри кои што ќе ја постават добро основата на еден нов моден свет во однос на бизнисот во Македонија и на македонските простори, а нема да заборавам да потсетам дадовте 3 години време за да можеме да зборуваме за еден нов развој во македонскиот моден бизнис, што секако радува и од тука ви посакуваме успешна работа, а јас како водител ми останува да ви се заблагодарам искрено што одвоивте време и земавте учество во ова издание на емисијата Профит. Ебе, фала и на вас. Кога зборуваме за модниот бизнис, она што го имаме на терен е дека се повеќе има млади луѓе кои што навлегуваат во оваа дејност, изразувајќи го својот потенцијал, а со тоа и можностите кои што стојат пред сите оние кои што се креативни, кои што имаат идеја и пред се можат да работат и да бидат составен дел од модниот бизнис.
Во ова издание на емисијата Профит, зборувајќи за она што го имаме на терен од аспект на модниот бизнис, во продолжение ќе побараме мислење и од дел од оние кои што се составен дел на оваа дејност воопшто во Македонија, кои што долги години работат, но се од онаа помлада генерација на модни креатори кои што успешно настапуваат на пазарот и со години веќе го креираат својот моден бренд. По тој повод ја најавува мојата соговорничка Мила Кадрил, моден креатор. Благодарам што во продолжение на емисијата Профит ќе отстапите време да говориме за оваа тема, која што ете и преку разговорот ќе успееме, се надевам, да ги дополниме информациите за се она што е составен дел на модниот бизнис. Токму затоа и прашањето какви се состојбите, што е она што вие гледате пред се во модниот бизнис од оваа временска дистанца и секако од ваш агол. Добро дојдовте, мило ми е што сум дел од вашата емисија. Лично сметам дека значи условите сами си ги создаваме. Значи јас можам да кажам, нели, според општата состојба од агол на личен пример. Значи не можам да зборам, нели, глобално. Зависи колку ќе вложиме за да успееме. Значи влогот е многу битен, кои резултати ќе се постигнат и треба да труд, голем труд за тие резултати да има резултат, значи да се покажат, да идат по нагорна линија, што се вика. Значи тешко е да се направи паралела. Состојбата таа што е кај нас, значи прво треба да бидеме успешни тука, значи сами да се трудиме, преку личен пример, нели, да постигнеме нешто. И тоа можам да го зборам само од аспект на, нели, на мојата работа овие 10 години. Треба да бидеме оптимисти. Значи само тоа сакам да кажам. Треба да бидеме оптимисти, треба да размислиме глобално. Ако сме на, не знам, на мал пазар, се наоѓаме, состојбата економска е таква каква што е, тоа не треба да не разожарува. Значи тоа треба да не биде поттик за да успееме. Значи може да гледаме од нашите, нели, соседни држави, па и подалеку. Рековте, потребен е голем влог. Тука мислевте финансиски, личен, во однос на образовниот дел, она што е едукација потребна за да се навлезе во овој бизнис. На што може би алудиравте повеќе? Така, значи, сите тие елементи што ги спомнавте се многу значајни. Значи, едно без друго не може. Меѓутоа, тоа што не може други работи да ги смениме, и тоа можеме од себе да почнеме да се менуваме, тоа е прво личниот влог. Значи, тука секако е дека и едукација, и, не знам, финансиски, меѓутоа, мојот пример е почнување од една машина, што се вика, од една кукла, од ништо. Значи, од нешто го имам создадено во странство, значи, многу мал дел од финанси и секој ден, значи, се зголемува, само позитивно да настапиме и да не се жалиме. Ова е многу охрабрувачки за сите оние кои што се обидуваат да навлезат, тука секако мислам на младите, затоа и во мојата најава споменав да видиме како е и со што се соочуваат оние кои што веќе работат. Од тука и ова охрабрува навистина дека може да се започне со многу мало вложување, велите со една машина сте започнале со мала инвестиција, а тоа понатаму да се гради, да се инвестира дополнително, откако веќе работата ќе го донесе она што ќе значи вложување и можност да се вложува. Но тука неизбежен дел секако е знаењето и постојаната едукација. Тоа и оние повозрастните, според генерациите, и оние со подолго работно искуство во овој бизнис го потенцираат постојано дека едукацијата не смее да се занемари и во оваа дејност. Ако зборуваме за конкуренцијата, гледаме секојдневно нелојална, лојална, колку тоа е нешто што еве во овие услови создава проблем за вас, како се соочувате со конкуренцијата? Така, значи, конкуренција има и таа ќе се зголеми и се зголемува секој ден. Значи, немаме реално некој некоја комфортна зона или простор за работа, меѓутоа таа треба да е добро дојдена. Значи, тука не сме ние моćни, нели, многу како индивидуи да помогнеме. Мислам, за тоа имаме, нели, органи соодветни и така натаму. Значи, ние треба да продолжиме успешно да работиме и квалитетно. Значи, се да се нормално со труд тоа се прави. Значи, се што е успешно е и барано. Значи, тоа
тоа е моето мислење. Тоа е една формула можеби за некаков успех, така? Точно, секој се труди за, нели, за парче леб и знае многу добро состојбето што и како, меѓутоа мислам дека треба да се гледаме себе си. Не треба да ни пречка конкуренцијата никако, значи треба да ни биде предизвик. Повеќе инспирација. Велите секако ќе има и дополнително и понатаму ќе се зголемува конкуренцијата. Тоа значи дека постои голем интерес од младите за да навлезат во оваа работа, воопшто вашиот впечаток можеби оди во таа насока? Така, значи има, да, значи точно е тоа дека има млад кадар што излегува, значи ентузијасти што ме радува искрено. И тоа е добро затоа што така ќе се одвои квалитетот и квантитетот, кога ќе не има многу. Мислам, јас барем така мислам. Нелојална конкуренција па од други работи излегува според мене, затоа што некој стварно се соочува, нели, колку фабрики се затворија кај нас и така натаму. Секој се труди, нели, да носи леп дома, можеби има и домашни услови некои што работат. Затоа викам, затоа, нели, си има органи и се натаму. Конкуренцијата е, значи, и младиот кадар што излегува, меѓутоа тоа е тоа што ќе не доведе до негде. Значи, кога ќе не има многу, дај Боже да ни стане мал простор од тука, да може да излеземе надвор. Тоа е заложба која што навистина треба сите да ја имате во предвид кој што сте од овој бизнис или од оваа дејност или воопшто од модата, затоа што навистина зборуваме за една специфична дејност која што пред се треба многу да се прифати од аспект на стручноста, но и од она што значи уметност, поврзано едното со другото, убавото, естетиката, повеќе компоненти се важни за да нешто изгледа онака како што го заслужува тоа да биде пласирано на пазарот, а особено пак ако сакаме да зборуваме за македонски моден бренд кој што го гледаме во странство. Јас тука би го дополнила разговорот во однос на прашањето околу младите стручни кадри во оваа дејност. Што е она што продуцира образовниот систем од овој профил? Дали гледате на вистина стручни, добро оспособени за да навлезат во овој моден бизнис? Значи, модата и кај нас, значи, нели, во странство, сегде во светот, завзема голем замав. Тој факт ме радува. Значи, ме радува и тоа што нели, имаме млади колеги, веќе со отварањето, нели, на кадри, нели, на универзитетите фон, нели, европски, тие што се тука кај нас. Имаме, нели, мода за школа, како висока школа, на изет цури исто ќе напоменам. Значи, излегуваат млади кадри. Знаете што е многу битно, значи да се одвои квалитетот од квантитетот. Значи, треба да излегуваат млади кадри, треба да следат некој пример, значи некој можеби ќе почне самостојно да работи, некој, не знам, ќе работи за некоја модна куќа, нели, некој ќе излезе во странство и така натаму. Меѓутоа, квалитетот е тоа што треба нас да не карактеризира. За да можеме и, нели, кога ќе излеземе надвор да сме стручни и оспособени за работа. Како и другите сфери, кај нас не можам да се пофалам дека тие студенти само што излегуваат, нели, од клупите, да речеме, студентските клупи, веднаш може да се оспособат да работат. Меѓутоа, барем имат лока и можат да дојдат да видат што како се работи, нели, имат практична настава. Значи, широко им се отворени вратите. Јас знам пред 10 години ние немавме никаде да одиме. Значи, немавме некој пример кај нас. Точно, и тоа ме радува. Значи, тие се они што ни даваат сила пред се. Знаете, кога гледате толку ентузиазам и се, па и ние добиваме сила за да продолжиме понатаму, за да не се разочаруваме. Така да значи, верувам и се надевам дека ќе има секој ден се повеќе кадри и поуспешни приказни. Ова радува од аспект на перспективите за развој на оваа дејност, ако гледаме од аспект повеќе на профитабилноста, на развојот, на зголемување на побарувачката за убави модни парчиња, затоа што навистина дејноста е таква која што некогаш налага и скапи парчиња облека и нешто што е искреирано од самите модни креатори. Каков е вашиот печаток тука во тој дел? Колку ова е профитабилна дејност? Еве, 10 годишно искуство велите имате. Значи, не можеме да се споредиме со светот. Значи, тоа никако, затоа што, нели, докажавме порано дека е мал пазар кај нас. Значи, целиот труд на тимот и
како да кажам, значи 24 часовно работење некогаш, значи мора да успее некаде. Сега не дека нашите парчиња може за секоја прилика да се носат, фала Богу, значи за поспецифични прилики, за различни, не знам, настани, ги неаме многу кај нас, значи постојат свадбите, можам да кажам од тој ранг, и некој фестивал. Значи, мислам дека создадовме овие години луѓе кои се во наводници зависни од нашите парчиња. Значи се вложува труд, се одвојуваат од нели од другите, секој си има свој стил. Можам да се пофалам дека создадовме клиентела што сака и ги бара и постојано се враќа по тие модни додатоци. Не може да се каже дека не знам кој напредок ни е финансиски или како моќна фирма или не знам погон со 100 вработени, не знам, тоа се нели соништа, меѓутоа верувам дека можеби еден ден ќе се реализираат. Меѓутоа чим се осамостојуваме полека, значи отвараме врата секој ден, ни се враќаат луѓето задоволни, тоа е тој факт што ме радува. Еве ова нека биде охрабрување за многу млади луѓе дека има простор за работа во оваа дејност и во Македонија. Значи, споменавме во нашиот разговор со многу труд, вложувања лични, секако и на тимот во една дејност може да се очекува успех. Постојаната едукација да не ја заборавиме, потребно е многу да се вложи за да се очекуваат резултати. Јас тука предлагам да го заокружиме овој дел од нашиот разговор, а подоцна ќе дополниме со уште некои детали во однос на темата. Модниот бизнис има потенцијал за развој во Македонија. Тоа го потврдуваат оние кои што се со оставен дел и со поголемо и со помало искуство во однос на годините на својата работа која што ја имаат во оваа дејност. Во продолжение уште дополнителни информации кои што ќе ја комплетираат темата во однос на она што се податоци за состојбите во модниот бизнис. А по тој повод продолжуваме со разговорот со модниот креатор Мила Кадриу. Многу важно е да истакнеме во делот на нашата анализа за состојбите колку се бара во Македонија да се купи добро парче облека онаква каква што излегува од едно модно ателје, модно студио, значи зборуваме за поскапо парче облека која што навистина е производ на моден креатор со целокупниот свој тим. Така, значи, ние сме нација со традиција во однос на текстилот. Значи, луѓето имаат стил кај нас, значи, следат мода, не можам да кажам дека не следат мода, се информирани, значи, целокупност, едно е, нели, условите какви ни се, и можностите, токму така. Желбата постои. Желбата постои, меѓутоа, знаете како и како мит станува некако. Знаете, може би цела плата некој ќе ја потроши, не знам, на едно парче, меѓутоа сака да се изрази, значи да го изрази, да го истакне својот карактер преку парчето облека. Значи, исто ме радува тоа што секој ден, значи бројот на овие луѓе се зголемува. Тоа се потенцијалните потрошувачи, нели, ако го анализираме пазарот и барањата на оваа дејност воопшто, секако клиентите, потрошувачите се тие кои што креираат додадена вредност и прават да се развива секаква дејност, па и оваа. Токму така. Во однос на она што еве можеби би дополниле за крајот еве споменавме дека веќе се раздвижува целата дејност, дека има простор, потенцијал. Споменавме дека многу млади луѓе веќе покажуваат интерес да навлезат во оваа дејност. Тоа радува, потврдува дека имаме млади луѓе пред се кои што се способни и имаат навистина потенцијал од аспект на знаење и стручност од она што со годините треба да го постигнат. Но многу важно еве од вашето искуство за крајот да споделите со нас можеби што е најзначено за да се успее во оваа дејност, која е она формула за успех, можеби тешко е да се дефинира, но предуслови можеби за да се успее во модниот бизнис. Така, значи пред се мора да веруваме во себе. Значи без разлика на целата ситуација локална или глобална, значи ништо не сме, нели, ако не веруваме во себе, значи ништо не можеме да постигнеме. За предуслов би рекла напорната работа, значи без напорна работа, мислам дека како секоја друга работа, меѓутоа особено нашата, или во делот на рачна изработка и така натаму, што не можеш да предвидиш реално колку време, значи напорната работа и квалитетот.
Значи без тие две работи не можеме никаде да идеме. И ентузијазам, оптимизам. Мора да имаме оптимисти. Знаете како, ако се смениме себе си, ако веруваме позитивно себе си, мислам дека и ќе влие пошироко. Значи тоа е таа енергија што ја шириме. Да, младите луѓе нека се подготват за предизвикот кој што значи многу труд, многу работење, поминати долги часови пред секое парче облека искреирано, навезено, дополнето со модни детали, што на крајот не се сомневам во задоволството кога на крајот ќе излезе една преубава модна креација и кога уште на крајот ќе ја видите можеби на некој кој што ќе ја носи, кој е вашето дело, кое што сте го создале. Не се сомневам дека тука задоволството ви е најголемо. Токму затоа еве и преку овој наш разговор да упатиме младите луѓе да веруваат во себе пред се и да го изразат својот креативен потенцијал, што ќе биде на крајот можност да имаме и македонски моден бренд кој што го гледаме далеку на оние простори кои што значат многу повеќе во модата во светот. Јас останува да ви се заблагодарам што навистина со овој наш пријатен разговор се надевам понудивме дополнителни информации поврзани со модниот бизнис. Ви благодарам, јас ми беше мило што бевте гости тука денес. Поголема поддршка на младите, едукација на сите оние кои што се обидуваат да навлезат во модниот бизнис и со тоа да ја развиваат модната индустрија во Македонија. Текстилните фабрики да дадат поголема шанса на младите креаторски имиња за да се искористи нивниот потенцијал, односно со нивната иновативност да повлечат нов развој во компаниите. Тоа се насоките кои што ги даваат упатените во модниот свет, односно во модниот бизнис и модната индустрија. Велат дека тоа е единствениот начин за да може Македонија понатаму да се развива во правец на подобар развој на модната дејност, а од тука да се креира и македонски моден бренд. Упатуваат на фактот дека имаме голем потенцијал и многу млади луѓе кои што со својата креативност можат понатаму да го понесат растот во модната дејност воопшто. Почитувани гледачи, тоа беа содржините во ова издание на емисијата Профит. Ве поканувам да ги следите репризните изданија, а емисијата да ја следите и на YouTube каналот Наша ТВ Профит. Довидување.